Добродојдовте во најновото издание во Светот на сообраќајот. Еве ги содржините. Ке видите како се изработуваат сообраќајните знаци, кои се нормативите и правилата, дали се користат европските искуства и правила при нивната изработка. Во регулативата се осврнуваме на оваа тема. Како да го продолжите животниот век на вашето возило, а тоа да биде секогаш подготвено за управување? Погледнете во рубриката Совети. Летањето со едрилица е основа на воздухопловството. Постојат системи за подпирање на возилата, а тие се поделени на крути и еластични. Какво е влијанието на системот за подпирање врз системите за кочење и управување? Реков дека знаците се изработуваат во склад со некои правилници. Тоа е Библија за производство на секој производител за сообраќајниот знак. Меѓутоа, она што во моментот ни фали, тоа е Евангелието. А тоа се значи стандард по кој се произведува знакот. Точно е дека во правилникот ни пишува дека знаците треба да се изработуваат во склад со европската норма 12899.1 од 2007 година. Меѓутоа, стандардите кои ви покажуваат детали за знакот, негова големина, радиуси, облик на пиктограми, големина на пиктограми и слично, тоа мора да се претреси уште еднаш и мораме да направиме македонски стандард кој ќе биде во склад со новите европски норми. Направена е работна група која би требало да работи на тој проблем и се надевам дека во најскоро време ќе имаме комплетно нов стандард за производство на сообраќајните знаци во Македонија. Ова е многу битно, бидејќи стандардот покрај другото, например, одредува и големина на букви за знаците за информација. Наиме се работи за следното: ако имате одредени брзини со кои се движи возилото на регионален пат, големината на буква треба да биде со одредена димензија. Големината на буква на магистралниот пат, кај што се движењето на возилата побрзи, треба да биде со поголема. А истото се однесува и за автопат. Типот на букви кој се користи исто за информативните табли е строго одреден и не можеме да земеме било кој фонт од компјутерот и да го ставиме на знакот. Значи, тие ситници сега ни фалат во стандардот и мораме да ги одредиме да секој производител независно го работи знакот по строго одредени стандарди. Друга битна работа за знакот и за прикажување на добра информација на патиштата е одржувањето на знакот. Не можеме да го поставиме знакот и без обзир на временските услови да не го одржуваме и да очекуваме од него да ни покажува секојаш квалитетна информација. Тоа значи дека тој знак треба од време на време да се чисти. Треба да се одржува неговата стопа. Ако се искривил, се менуваат ретрорефлективните особини кои се враќаат до возачот, значи тоа треба да се исправи. Тука постојат исто и строги стандарди за монтажата на знакот. Под кој степен треба да се стави во однос на патот за да вие добиете квалитетна информација назад. Сообраќајните знаци и нивната големина во склад со правилниците се изработуваат можда на различен начин во различни земји. Ако во Германија имаме знак за автопат со големина на кругот од фи 1400 мм, односно 1200 се извинувам, кај нас максималниот знак е во таа форма фи 900. Друга, например, разлика е Франција не користи зелена боја за давање на информации на знаците на автопатишта. Во Холандија исто е исклучена зелената боја, имате исклучиво плавата боја за давање на информации без обзир дали се работи за магистрални или за брзи патишта. Тоа значи дека секоја регулатива национална може да биде различна. Меѓутоа, во принцип, основата на знаците према Виенската конвенција е иста. Во Словенија или во Хрватска, например, кога имате исклучување од автопат и кога ќе сакате да добиете информација за едносмерност на патот, покрај стандардниот знак за едносмерен пат, има посебна информативна табла која се изработува на сосема други основи на бои, која се изработува во други пиктограми
која дополнително ви назначува дека по тој смер воопшто не смеете да одите. Значи тоа се сите нијанси кои секоја национална група која го изготвува правилникот си ги приготвува за своите услови на патот. Сето ова досега што го зборував во однос на правилникот се однесува на фиксните сообраќајни знаци. Меѓутоа, овој правилник има и дел за знаци со променлива содржина и кои се внатрешно осветлени. Тоа се знаци изработени со посилни технологии на LED диоди и доста се практични, затоа што знаците кои се управувани од еден центар може да еменуваат својата содржина без да се вадат од порталот или столбот на кој се поставени. Например, ако имате услови на пат кои одговараат за едно добро возење, имаме добра видливост, имаме сув коловоз, тогаш може да биде и брзината на автопатот по правилникот максимално одредена на 130 км. Меѓутоа, условите на патот може да се променат. Може да имаме услови на суволедица, може да имаме важен коловоз. Значи, во моментот, условите на патот би требало да се променат, односно возењето при тие услови на пат, а тоа го возможуваат тие нови знаци со променлива содржина. Во моментот вие одма добивате информација дека температурата е опасна, 4 степени, има услови за суволедица и другиот знак, тоа би било на знакот за опасност. Другиот знак за излишни наредби ви дава информација дека во тој случај брзината на возењето треба да е намалите на 80 или 60 км. Се случило некој удес на патот. Исто добивате информација дека има долга колона, дека има удес и дека брзината треба да ја прилагодите прима информацијата што имате на знакот. Во денешното издание на Светот на сообраќајот ќе ви дадеме совет кој ќе го продолжи животниот век на вашето возило, а во исто време ќе биде подготвено за есенскиот период. Земајќи ја в предвид кондицијата на домашниот буџет во овој период од годината, оптоварен од годишните одмори и потребата од задоволување на училишните потреби на вашите деца, сепак никако не смеете да заборавите на возилото. Летото е време кога се поминуваат најголем број километри. Период во кој возилото е максимално искористено, но и период во кој тоа е оптоварено поради високите температури. Сепак, кај возилото се евидентни и проблемите од механички повреди од аспект на зголемена амортизација на пневматиците, удари на фелните од неквалитетната патна инфраструктура, како и паркирањето, особено крај плажите. При барањето паркинг простор не се води грижа за структурата на подлогата, местото, но и нивелациската разлика на подлогата. Од друга страна, возилото е во состојба на целосна тежинска оптовареност, превезувајќи го предвидениот број патници со целиот багаж. Во вакви ситуации, багажот ги надминува пропишаните тежински коефициенти, што придонесува за зголемено оптоварување на системот, како за подпирање, така и за водење на возилото. Земајќи ги сите овие параметри за максимална оптовареност на возилото, потребно е да се направи една проверка на целиот систем за подпирање на возилото од аспект на амортизација, како и сите функционални можности на системот за водење на возилото, па се до оние како крути, така и меки врски на овој систем. Втори за проверка се секако пневматиците. Горе споменатите услови во кои се наоѓало возилото во временскиот период, подразбира и можност од евентуални места каде дошло до непречен или страничен рез на пневматикот, при што сериозно може да ја загрози вашата безбедност. Трет сегмент на кој е потребно да се обрне внимание секако се флуидите и сите течности во агрегатот и останатите системи. Во летниот период сите овие елементи работат под високи температури и посебни надворешни услови, со што ги менуваат своите функционални својства, но истовремено испаруваат и се трошат. Согласно ова, потребно е да се провери нивното ниво, при што е можно да има потреба од менување на дел од нив. Само така ќе бидете сигурни во натамошното користење на вашиот автомобил. Повеќе од евидентен е фактот дека со ваквата навремена интервенција ќе го продолжите работниот век на вашето возило.
Едриличарството е една од поспортските дисциплини во воздухопловството, затоа што цело време се судираме со предизвик да мораме да бараме термички столбови со кои што подолго време се останува во воздух. Се работи за дисциплина која што порано беше една од основните во аероклубовите во Македонија, затоа што секоја обука за пилоти, било да се работи за моторни пилоти или понатаму професионални пилоти, стартуваше со обука за едрилици. Едриличарството затоа стана една основна дисциплина која што понатаму се надоградуваше и може да се каже дека во Македонија постојат доста успешни едриличари. Значи, станува збор за едрилица која што нема мотор, се повлекува во воздухот со помош на авион или со витло и понатаму во зависност од тоа какви се временските услови може да се остане по неколку сати во воздух без користење на било каков мотор или некој помошен двигател. За едриличарството исто така може да се каже дека е дисциплина која што доста бара совршеност и перфекција во самото управување и летачки способности во самото управување со едрилицата, затоа што многу мали финеси допринесуваат за големи придобивки во летањето. И за тоа колку подолго ќе се остане во воздух многу зависи од техниката на пилотирање. Во последно време значи се појавија исто така едрилици со мотор, кои што на некој начин ја зголемуваат и безбедноста на едрилицата, а и го поедноставуваат начинот на полетување. Наместо да биде едрилицата влечена со авион или со витло, се користи нејзиниот собствен мотор. Негативен аспект од ова е што едрилицата станува потешка, безбедноста се зголемува на тој начин што моторот може да се запали во секој момент и со тоа ако едрилицата се наоѓа ниско или на некој терен во кој што не е добро да се слета, се пали моторот и едрилицата се носи на побезбедна локација. Едрилиците најчесто се двоседи или едноседи, за обука се користат двоседи едрилици со дупли команди, додека едноседите се со зголемени перформанси и најчесто се користат за такмичење. Во последно време во аероклубот Штип е зголемена појавата на луѓе кои што сакат да пробат како изгледа летањето со едрилица, за што ги користиме двосет едрилиците и со помош на инструктор и со човекот кој што сака да ја проба оваа дисциплина, се прави мал лет со кој што туристот или потенцијалниот кандидат за пилот се добива со основни сознанија за тоа како изгледа еден лет со едрилица. Самиот начин на летање со едрилицата е со помош на и основен инструмент кој што се користи е вариометарот, кој што го покажува степенот на дигање со кој што едрилицата едри низ воздухот и тој степен на дигање нормално кога е поголем од нула, што значи нормален лет, значи дека едрилицата се наоѓа во термички столб и тука пилотот треба да ја искористи својата техника за подолго да остане во тој термички столб, да кружи и на тој начин да остане подолго во воздухот. Со едрилица може да се лета и над населени места со тоа што мора да е безбедна висината.
и пилотот, поискусните пилоти, знаат да направат проценка колкава висина им е потребна за да безбедно се прелета над населеното место. Во овој прилог ќе разговараме малку за системот за подпирање во моторните возила. Системот за подпирање во моторните возила представува еден целокупен систем, односно сите уреди и елементи кои го сочинуваат врзувањето на рамката од возилото и тркалото од возилото. Системот за подпирање може да се подели во две поголеми подгрупи, како што е систем со подпирање со крута врска, кој се употребува кај возилата што имаат брзина на движење до 30 км на час, односно работните возила и тракторите. Втората група на системот за подпирање го опфаќа системот со еластично подпирање на возилата и таа група може да се подели во две мали подгрупи, како што се систем со подпирање со независна врска и систем со подпирање со зависна врска. Во системот за подпирање спаѓаат елементите како што се амортизерот, односно уред за пригушување на осцилациите, еластични елементи како што се еластичните пружини кои можат да бидат листести пружини, спирални пружини и торзиони пружини и еластични делови кои служат како елементи за врска на возилото со надградбата, односно шасијата на возилото, како што можат да бидат гумени елементи, односно зглобни врски кои представуваат народски кажано како водилки, односно вилушки и аксијално рамо. Системот за подпирање е уред кој служи на возилата за ублажување на сите удари, односно прифаќање на сите акции и реакции од подлогата со тркалото и пренесување на надградбата, односно шасијата на возилото. Делумно овој систем ги прифаќа, односно ги пригушува до одредена мера, што во превод би значело едно удобно и стабилно возење на возилото. Односно, секој возач, односно патник во возилото треба да се чувствува удобно, односно да не чувствува замор или било каква згрченост, односно стегнатост во возилото. Едно удобно возило во превод би значело да има умерени осцилации, односно сите осцилации што излегуваат од 67 до 120 осцилации, тоа би значело едно неудобно возење. Голем број од осцилациите придонесуваат за замор кај возачот, односно патниците во нивниот рбет, односно нивниот брат. Со тоа што тенденцијата на сегашната современа технологија придонесува овие осцилации и амплитуди кои предизвикани од реакцијата со подлогата на тркалото да се приушат и да се донесат во некоја умерна цел. Системот за подпирање, како што напоменав, крутата врска се употребува кај тракторите, меѓутоа во денешно време со современата технологија и кај овие возила се избегнува крутата врска, односно се вметнуваат елементи со еластична врска за да системот за подпирање не предизвика големо оштетување на другите елементи како што се системот за управување или системот за кочење. Вториот вид на систем за подпирање, односно еластичното подпирање на возилата, може да биде, како што напоменав и претходно, систем со независна врска и систем со зависна врска. Системот со зависна врска представува еден систем каде што двете тркала, односно левото и десното тркало се круто врзани меѓусебно, на краевите од самиот трап, односно оска, се еластично поврзани за шасијата, односно надградбата на возилото. Системот за подпирање при проектирањето негово е ограничен од многу аспекти, како што е системот за управување и системот за кочење. Што значи, системот за подпирање треба неприлагодно да не ја спречува функцијата на системот за управување или пак да не ја спречува функцијата на системот за кочење. Исто така, системот за подпирање има голема улога
дали неговата предна оска е погонска или гонета, или пак неговата задна оска е погонска или гонета, со тоа што во принцип возилата во денешно се прават предната оска во поголем број да имаат независно подпирање, додека пак задната оска, односно трапот заден да биде со зависна врска. Еден систем за подпирање класично може да се подели на повеќе подгрупи, како што е систем со напречна водилка, и тоа една или двојна, систем со надолжна водилка и систем со вертикална водилка. Во превод овие водилки би значеле вилушки или аксијално рамо. Тие може да се произведуваат со пресување на лим или пак со леење на некои алумински легури. Сепак можам да напоменам една разлика измеѓу системот со крута врска и системот со еластична врска, со тоа што системот со крута врска го оптоварува дополнително возилото со неговата тежина, што предизвикува неговата носивост да ја намали. Додека пак системот со еластична врска, неговата градба е полесна, меѓутоа е посложена и бара многу поголемо внимание. Дел од системот за подпирање представуваат и еластичните елементи. Во еластични елементи спаѓаат спиралните пружини, елиптичните листести пружини и торзионите пружини. Најголема примена во досегашното производство на возилата имаат спиралните пружини, но со исклучок кај некои производители торзионите пружини се употребуваат од гамата на производителите како што се Peugeot и Citroen. Сепак подолговечен рок на траење, односно ефикасно подпирање имаат спиралните пружини, со тоа што бара помалку работа, односно поголем век на траење има спиралните пружини. Исто така, во контекст на еластичните елементи ќе ги спомнеме и елементите за еластична врска, како што се гумените елементи кои се применуваат кај крутиот мост, односно трапот. Во системот за подпирање спаѓаат елементите со зглобна врска, како што се вилушките кои завршуваат со нивните краеви, народски кажано како јабучици, односно аксијално рамо. На едниот крај има елемент со еластична врска како што е гумена чаура, а на другиот дел има зглобно поврзување, односно јабучица или спона. Еден возач при своето возење може да почувствува најразличен облик на дефект, како што е движењето на возилото да не ја прати својата траекторија, односно неговата замислена линија на движење, со тоа што при самото движење, односно управување на управувачкото тркало на возилото ја напушта својата траекторија, односно бега од неговата замислена оска. При истрошени еластични елементи, односно изабени гумени чаури или пак јабучици и спони, доаѓа до бочна реакција на тркалото, односно триење на пневматикот, а со тоа и самото возило станува нестабилно, односно ја менува својата траекторија, односно кинематичките карактеристики ги нема како што треба. Паралелноста на самите тркала не е идентична, односно едното тркало може да бега од својата оска дали надвор или внатре во зависност од елементите за врска што се во самиот систем за подпирање.